Mars во знакот Вага, опозиција со Нептун и Сатурн ретроградни, кои што се наоѓаат во знакот Овен. На оваа полна месечина на 9.8.2025 година имаме една астролошка фигура која се нарекува Драгон или смејската фигура. Тука пронаоѓаме доста секстили, тригони и секако една опозиција. Оваа е една колективна опозиција, што значи еден голем колективен предизвик измеѓу Марс во знакот Вага и Нептун, Сатурн ретроградни во знакот Овен. Која порака ни го носи овој голем колективен предизвик? Сакам да се фокусирам од аголот на кармичката астрологија. Што значи кармата? Кармата е начинот како ние реагираме и како делуваме. Значи, на кој начин одиме во акција. Значи, тоа ја представува планетата Марс. Марс е владар на знакот Овен, кој што реагира брзо, секогаш сака да биде прв и сега кога се наоѓа во знакот Вага, ќе не може така брзо да реагира и ќе не може стално да биде прв. Тука ќе мора да се навикне на нешто друго. А тоа е да реагира на еден хармоничен начин и на еден дипломатски начин. Сега. Втората планета која што исто така представува кармата е Сатурн. Во овој случај ни е ретрограден, што значи тоа, која е таа порака на овој голем предизвик? Пораката е да се ослободиме од тој наш стар багаж. Да се прашаме, дали мојата акција, така јас како што реагирам, дали е тоа мое или можеби е тоа адаптирано или освоено од моите предци. И тоа веќе не е мое. Значи, на прво место да го освестиме тоа, да го почувствуваме тоа. И знаете дека универзумот, планетите се актуално доста хармонично поставени. Значи, имаме тука голема шанса и потенцијал тоа да го промениме. Значи, промените можат да се случат. Значи, ние можеме таа старата карма да ја разработиме на еден хармоничен и дипломатичен начин. Само тоа ако го освестиме и го почувствуваме и секако работиме на таа тема.